Почитувани добро вечер, како и секоја среда во 19 часот и 15 минути вие сте со Трета порта, емисија која ви ги пренесува најинтересните случувања од светот на интернетот. Оваа емисија речиси целосно е посветена на одржаните претседателски избори во неделата. Тука се собрани сите коментари и ставови во однос на одржаните избори. Ке се обидеме да ви ги пренесиме сите случувања, сите мислења, а се разбира бидејќи изборите се одржани во неделата пред 3 дена, најмногу се собрани реакциите од социјалните мрежи, од социјалната мрежа Facebook, кои се најбрзи, кои стигнуваат веднаш, а тука имаме и неколку колумни кои веќе се напишани на таа тема. Почнуваме со обраќањето на актуелниот претседател Ѓорѓе Иванов, кој е кандидат за претседател повторно на ВМРО-ДПМН, како што јавноста знае, и кој во првиот круг води пред кандидатот на СДСМ Стево Пендаровски. Еве го обраќањето на претседателот Иванов. Македонија најголем победник е насловот, а дел од поентата е подолу и се вели вака. Во текот на кампањата слушнавме многу пораки и обиди за омаловажување, но одлучивме да не им одговараме, да оставиме народот да одговори на нив, затоа што веруваме во народот и затоа што нашиот народ знае да препозна и да направи разлика. Денеска народот даде одговор на сите обвинувања. Денеска народот подржа јасен концепт наспроти нестабилноста, лагите и навредите. Народот одговори што мисли за претседателските понуди на партиите, а на 27 април ќе одговорат на уште едно прашање со уште поголема поддршка. Со овој резултат граѓаните најавија што ќе се случи на 27 април, а тоа е двојна победа, која до она што можеме да го видиме денес значи 62 пратеника. Тоа е обраќањето на претседателот Иванов, во кое се дава и поддршка на партијата ВМРО-ДПМН за парламентарните избори. Сега ќе го видиме и Facebook статусот на претседателот Иванов. Значи тука е истото обраќање, тоа што го видовме интегрално. И ќе видиме некои од коментарите. Се разбира да кажам на почетокот во однос на коментарите дека за сите статуси кои ќе ги читаме, ќе се обидеме коментарите да бидат на некој начин што е можно повеќе спротивставени, значи да не се согласуваат секогаш со соговорникот, значи да не ги читаме оние коментари кои само даваат поддршка и кои го потврдуваат она што е кажано. Еве, например, ќе почнеме со коментар на поддршка, кој вели вака. Еве го тука, вели токму така претседателе, и вие граѓаните на Македонија вчера го дадовме гласот на најдобриот човек и претседател во поновата историја на Република Македонија. Ви пожелувам и трет мандат после 5 години. Тука се надоврзуваат вториот круг, 3 пати повеќе гласови, само напред, со среќа. И ќе видиме и некој коментар во друга насока, ќе се обидеме да најдеме. Тука овие се претежно значи коментари кои се со поддршка и може да се каже дека коментарите и кои биле во друга насока веќе ги нема. Тоа е Facebook статусот на кандидатот за претседател на ВМРО-ДПМН Ѓорѓе Иванов. Продолжуваме со Facebook статусот на кандидатот за претседател на СДСМ Стево Пендаровски, кој уште од почетокот на својата кампања акцентот го стави на социјалните мрежи, пред се на социјалната мрежа Facebook, таму ја почна својата кампања таргетирана кон помладата популација. Еве што вели Пендаровски по изборните резултати во неделата.
Над 320.000 гласови во корист на опозициониот кандидат според мене се храброст во овие услови и им честитам на сите кои гласаа денеска за опозицијата. Бројот на гласови на кандидатот на власта по моје длабоко уверување не е резултат на неговите квалитети, ниту пак на успесите на политичката структура која го поддржува. Сакам да порачам дека борбата не е завршена, ни престои вториот круг. Јас имам намера до последниот ден да се борам за концептот, идеите и вредностите во кои верувам. Почитувани, уверен сум дека во вакви услови на систематски притисок и на систематски закани и уцени од досегашната структура на власт, можеме да дојдеме до победа на 27. Тоа е статусот на Пендаровски. Еве, одиме на коментарите. И тука се разбира поголемиот дел од нив се поддршка за кажаното. Секоја чест Тево, со тебе сум, оваа разлика не значи Петковски водеше убедливо пред покојниот Трајковски, па во втор круг победи Трајковски. Главата горе и на 27 ќе добиеме. Еве, тука друг корисник вели да додадам уште 8 години ги лажат, а уствари не знам што ги лажат. Нема веќе со што, ама ќе се свестат кога државата ќе пропадне и сами ќе ги избркаат тие што ги избрале. Поздрав и Стево, не се предавај. Тука друг корисник вели, а СДСМ као демек ќе ги направи луѓе, секој со својата среќа, барем со ВМРО невработеноста се намалувам. Тука се тие и веднаш тука се создава дебата, што ми има спротиставен став, се разбира, тоа создава дебата. Чекајте, лошото допрва доаѓа. Последната година кога ќе почнат да се враќаат кредитите, тогаш во Македонија нека живеат само пензионерите, а на нас да ни даде Господ сила да издржиме, па после бегале младите, земале бугарски пасоши, се иселуваат луѓето, секој за парче лепи останок. Еве, уште еден, вели вака, СДСМ не може да биде партија на народот, во СДСМ елитата, најбогатите со фирми и со административни луѓе, што не гледаат за народот, гледаат за себе. Тоа се дел од коментарите на Facebook статусот на кандидатот на СДСМ за председател Стево Пендаровски. Продолжуваме со дебатата која се разви на Facebook просторот. Голем дел од оние кои коментираат, се разбира, го таргетираат резултатот на СДСМ и анализираат и ги кажуваат своите мислења зошто тој резултат е таков. Има спротивставени ставови. Едните велат дека се работи за отворениот притисок на власта и начинот на добивање на гласови, други велат дека тоа е поради сама слабоста на опозицијата и нивната погрешна стратегија и тактика. Ке видиме од сите размислувања. Еве го, например, Facebook статусот на новинарот Миодраг Мишолиќ, кој го вели следното. Луѓе, не ги навредувајте тие од кои барате да гласаат за вас или за вашиот кандидат. Ако нешто го упропасти СДСМ, тоа е синдромот на аристократија, на чувството дека се дадени од Бога и предодредени да владеат, без оглед кои се и какви се. За да победиш ваков противник, мора да имаш подобра политичка понуда. Убедувањето дека ние сме поубави, попаметни, попарфюмирани, пофризирани, не поминува. А уште помалку гневот кон тие што 8 години чекаат да се спуштите на земја и да сватите дека со аристократите е готово многу одамна. Сега овој статус на Мишолик испровоцира навистина голем број на коментари, има дел од корисниците кои се согласуваат со него, има кои не се согласуваат, се разбира, одиме веднаш на тие што не се согласуваат. Еве еден Facebook корисник го вели следното. Грешка. Моје мислење е дека мнозинството од народот ни е тотално економски и политички неписмено, а со тоа е многу погодно и лесно за манипулација од популистички партии како ДПМН. Ај оди објасни му на неписмениот дека државата е тој, дека нема ништо бесплатно, дека се зема преку даноци од нив, или власта се задолжува во нивно име.
Зошто неписмените не разбира дека субвенциите што ги дели власта се од некого насилно земени пари без негова согласност? Зошто неписмените не може да осознаат дека слободна економија и нерегулиран пазар е подобро за нив отколку државно регулиран пазар? И веднаш има одговор на тоа, се развива дебата, вели не го подценувај и навредувај македонскиот народ, велејќи дека е неписмен. Народот е повеќе писмен од многу функционери. Само македонскиот народ е умерен и трпелив. Никогаш нема да оди насилно да руши или насилно да донесе некој на власт. Овој народ трпеливо ќе чека ден на гласање и да заокружи таму каде што мисли дека со тоа заокружување некој ќе казни, а некој ќе награди. Тоа е дел од размислувањата во однос на статусот на Мишолиќ, а ние продолжуваме со статусот на професорот Нано Ружин, кој вели не смее да им се покаже малодушност, страф и разочарување. Верувам дека имаме уште многу сили да им се спротивставиме, да ја сочуваме солидарноста и достоинството. Засега имаме само бројки, не знаеме какви се методи употребиле во овои избори, кого оценувале, кого заплашувале и контролирале. Еве, веднаш ќе видиме некои од коментарите. Мислам дека треба СДСМ и другите вината во себе да ја најдат. Власта може да уплаши 100.000 и 200.000, ама не милион гласачи. Да се надеваме дека во вториот изборен круг албанците ќе гласаат за Пендаровски. Овој коментар е прилично често употребува на социјалните мрежи, можам да кажам, речиси секој втор корисник зборува за тоа дали што ќе се случува со албанските гласови во вториот круг. Еве друг вели, мене никој не ме уплаши, па јас и моето семејство од 5 гласа не излеговме на гласање, ниту пак ќе излегуваме некогаш. Има и вакви размислувања зошто е остварена толкава разлика. Друг корисник вели, оваа разлика од бројка е на социјална категорија, сиромаштијата каде и тие бедни помошти не им се доволни. Но значаен дел од нив се најстари корисници кои немаат од што. Значи социјални корисници, родителски додатоци, социјални станови, помош, дрва во предизборие. Прво ги блокираа луѓето за МРТВ, по 2 месеци не земаа ништо, им ги земаа парите во тој правец. Се разбира, неколку пати имам кажано во оваа емисија дека кога ги читам Facebook коментарите, дека тие не се напишани секогаш граматички, се пишуваат брзо, тоа е начинот на комуникација на социјалните мрежи, па така некогаш и речениците не се напишани со вистинска логика. Еве ќе видиме еден коментар кој не се согласува со професорот Ружин. Професоре, резултатите од првиот круг упатуваат на заклучок дека политичката партија што стои зад кандидатурата на Пендаровски не успеа да обезбеди доволно мотиви гласачкото тело да им го довери својот глас. Имам впечаток дека господинот Груевски ќе посака на секои наредни избори да има ваков противник како Заев. И ќе го видиме уште одговорот на професорот Ружинова. А не помисливте ли на масовни и систематски изборни кражби? Патем воопсе денес на конференција не го употребија изразот фер и демократски, ниту легитимни и легални. Тука завршуваме со Facebook статусот на професорот Нано Ружин. А еве го и коментарот на професорката Билјана Ванковска, која вели: цунамија, се плашевте од мене на ливче, драги демократи. Тука професорката Ванковска зборува за незината кандидатура која не успеа да собере подписи за претседателска кандидатура и многу често подоцна коментира за тоа на Facebook. Еве еден коментар. Толку од независниот. На крајот испадна дека се работи за борба меѓу партиите, како што и се претпоставуваше, а не за личност, представник на сите граѓани, а таков нема. Веројатно и толкава разлика ќе биде и на парламентарните избори. Еве одговора и Ванковска
и јас се плашам од истото тони, опозицијава сака самата себе да се укине, да се самораспушти. Сега можеш да замислиш како ќе поминат оние на пратеничките листи, а да бев на листата, убедена сум дека ќе покренев дел од неопределените. Тука е нејасно на чива листа сакала Ванковска да биде, дали зборува за листа на опозицијата или некоја друга, не знам. Ураган, многу сме јаки. Тука се значи оние кои ја поддржуваат владеачката партија и одговор. Така е, многу сме јаки во наводници. Сега очекувам спонтано на плоштад да се соберат сите оние на кои им е ветено дека ќе ги вработат како наплатувачи на паркинг. И тука има други коментари. Вели, на јадицата имало мамка, паркинг, водовод, шо и да е. Рипчињата се вртат ако има мамка, а има многу рипчиња гладни. Значи, тука корисниците на Facebook алудираат на вработувањата кои им се ветуваат на гласачите. Одиме со Facebook статусот на уште една професорка, тоа е професорката Мирјана Најчевска, која е позната по својот остар став на социјалната мрежа Facebook и така е и овој пат. Најчевска вели, она што за мене е најдепримирачко е дека во мојата држава постојат 400.000 луѓе за кои Ѓорѓе Иванов е добар председател. Тоа значи дека 400.000 луѓе не ги разбираат гафовите кои ги прави. 400.000 луѓе се на пониско ниво на интелигенција од неговата. И сега нема да го читаме целиот статус, бидејќи е прилично долг и во тој правец мислам дека се разбира што сака да каже професорката. И ќе видиме дел од, веднаш ги бараме коментарите кои не се согласуваат, ги има. Еве не, ќе видиме. Ова е, може да се каже дека е неутрален коментар. Во Македонија власта знае да го манипулира народот, а опозицијата не знае. Во модерните демократии едните и другите знаат дека треба да се ветува она што му годи на народот, а потоа власта прави што сака. Моментално овде во Франција, Оланд го прави спротивното од она што го ветуваше. Значи најважно е да се имаат добри инструменти за испитувањето на јавното мислење и тоа да се ветува. Значи овој корисник пишува од Франција. Ќе видиме и друг. Значи мораме да најдеме некои кои не се согласуваат, бидејќи поголем дел од овие кои пишуваат тука претежно се согласуваат со Ванковска. Еве, еден. Кој ви го дал тоа право да не нарекувате глупи, мафијаши и корумпирани? Само затоа што сме го дале гласот за ВМРО ДПМН. Ова ли е ваша демократија, си го покажувате вистинското лице. И тоа е отприлика дебатата на статусот на Ванковска. И можеме да видиме дека има огромен број на коментари. Значи, професорката Ванковска успела да испровоцира внимание на нејзиниот Facebook статус. Одиме со статусот на Ивица Боцевски, кој отворено пред председателските избори, пред парламентарните, го поддржува владеачкото мнозинство, вели дека тие сигурно ќе победат, вели дека победуваат поради нивната програма, поради реформите, ја критикува опозицијата. Боцевски е поранешен вице-премиер за евроинтеграција и портпарол на владата. Боцевски вели кратко и сега со прашалник. Значи веднаш по одржаните избори. Еве, одговор, ништо сега, по декември доаѓа и јануари и задутре сонцето ќе изгрее, космодиск демократија, ќе се слушаме вакви работи, уште 5 години барем весели ќе бидат.
Еве друг вели, те гледав по телевизиите, знам дека не пратеше статуси, јас реков 120.000 разлика и сега го гледам Заев, искача на преси и вели, ќе видите на 27. април ќе се ослободиме од ова робство. Па зарем 120.000 робови имаме? Ќе видиме и коментари поумерени. Сега очекуваме како еден национализам ќе убие еден друг национализам и ќе тргнеме по еден нормален пат. Тоа се коментарите на Facebook статусот на Ивица Боцевски. Ќе видиме сега и размислувања кои се однесуваат на однесувањето на владеачката ДУИ, на нивниот став за бојкот на претседателските избори, кој може да се каже дека речиси целосно успеа. Како што е познато од изборните резултати, во средините каде етничките албанци се мнозинство, излезноста на претседателските избори беше рекордно мала. Па така и кандидатот за претседател на ДПА доби околу 30.000 гласа. Еве го статусот на новинарот Петрица Рачини. Али Ахмети денес јасно кажа дека ДУИ ќе ги бојкотира претседателските и во вториот круг. Баш ме интересира што ќе ми кажат сега симпатизерите и членовите на ДУИ, кои ме убедуваат дека во вториот круг ќе гласаат за Пендаровски. Ќе го направат тоа или ќе дозволат поради нивниот бојкот ДПМН да триумфира. Ќе дозволат да триумфираат оние кои бараат 63 пратеници за да не бидат условувани од ДУИ албанците. Кој е сега предавникот на албанските интереси во Македонија? Тука нема да видиме многу коментари, бидејќи може да се каже дека поголемиот дел од нив се согласуваат со Сарачини, па така и нема многу смисла да ги читаме. Одиме со статусот на аналитичарот Арсим Зеколи, кој се однесува во однос на изборните нерегуларности во однос на одржувањето на изборите во Македонија, не само на овие, туку и на останатите и во однос на однесувањето на меѓународната заедница. Зеколи мисли дека меѓународната заедница сноси голема одговорност за тоа што се случува во Македонија, па еве шо вели. После потпалувачките и националистички изјави на премиерот Груевски и претседателот Иванов и заплашувањето на гласачите од страна на Али Ахмети да не гласаат, проследени се обарања за 63 пратеници во одбрана на албанците и 25 во одбрана од македонците. Очекувам од САД, ЕУ и земјите членки да упатат јавна, јасна и недвосмислена порака дека продолжувањето на тој пат ќе вроди со конкретни последици. На ист начин како што тоа го правеа минатата година кон Сали Бериша во Албанија или за други многу понебитни прашања. Воедно, доколку се оствари намерата на ВМРО ДПМН да освои 63 пратеника, а ДУИ 25, преку взаемен национал-шовинистички вокабулар, ЕУ мора подитно ден после изборите да го одземе кандидатскиот статус на нашата земја, додека НАТО треба да искаже јасен став дека проблемот со името е терцијарен, а не примарен проблем за членство во Алијансата. Тоа е статусот на Зеколи. Емисијата сега ја продолжуваме со она што го воведовме како традиција во Трета порта, а тоа е пуштање и на видеоматеријали. Како што е познато, камерата на 24 вести на денот на изборите забележа дека голем проблем со изборите имаше во скопската населба Шуто-Оризари. Тоа го потврди и наблюдувачката мисија на ОПСЕ, која кажа дека во Шуто-Оризари имало организирано гласање, дека гласачите биле носени со посебни автомобили, со посебни возила да гласаат за еден кандидат. Исто така во Шуто-Оризари имаше инцидент каде подпредседателката на СДСМ Радмила Шекеринска, која таму била како наблюдувач, се пожали дека била нападната од пратеникот Амди Бајрам и од неговиот син. Потоа Шекеринска имаше и вербална расправија со заменик министер, кој беше исто така во Шуто-Оризари. Еве сега ќе го видиме видеото од оваа случка. Не ви е место да обикира надвор, и местото ви е ученици, не да се
Каде што беше нападот? Не дека што беше, не беше нападот. А овие лица кажу, на овие лица. Не, дали ми на овие лица нешто се типа? Како вас така и ни? Јас не седам таму. Не. А каде седете до сега? Таму пред врата. Еј, жит ти се. Немој да лажеш барем. Умешна си го лажеме, меѓутоа немој да лажеш. Ова е претеризам од тебе. И сега стварно е претеризам ова вече. Ајде снимка извадите. Ајде ќе видиме што. Ајде. Значи претеризам е вече ова од вас. Дојдени сте во шутка, намерно провоцирате. Најверојатно. Да. Значи, известена е Општинската изборна комисија, информирана е и ДИК дека намерно провоцирате, дека вршите притисок и врз други избирачки одбори со вашето протестување. А вие како заменик министар овдека не Не, беше? јас сум представник на Општинска изборна комисија, Не. областен сум. Вие сте од Ѓорги Иванов областен. Да. А не од Општинска изборна комисија. Од Да. Ѓорги Иванов и алалда му и на Ѓорги Иванов што вакви овластени наблюдувачи Да, испрега, што ама напаѓаат на други. Пендаровски што проголаси на видувачи спред. Браво. Да, тоа е видеото од Шуто Ризарин, една прилично непријатна расправија, непријатен инцидент. А сега продолжуваме со една случка која навистина беше една од најголемите работи кои се случи во изминатата недела, а тоа е отвореното писмо на професорот Светомир Шкарик, веќе пензиониран професор од правниот факултет, кој е еден и од создавачите на Уставот, кој во отворено писмо до кандидатот за председател на ВМРО ДПМН Ѓорги Иванов му порача дека тој не заслужува повторно да биде председател, а сега ќе видиме дел од поентите на професорот Шкарик. Еве го интегрално отвореното писмо, се разбира тоа е прилично долго, големо и не можеме цело да го прочитаме, па затоа ќе се и во него има повеќе поенти, поделено е по сектори во однос на председателските одговорности во повеќе сегменти, па затоа еве ќе видиме еден дел. Инсистираш и натаму на периферна улога на председателската функција, без да размислиш, ја прифаќаш тезата дека е добро што работиш тимски, дека е полезно за земјата што си дел од тимот, составен од пратеници, премиерот, министрите и од локалната власт. Не сакаш да видиш дека тоа е фузија на различни власти, својствена на собранискиот систем од времето на социјализмот. Со таква теза го уриваш уставното уредување на земјата, засновано врз начелото на поделба на власта, како да правиш заговор против Уставот. Наведената теза е неприфатлива и од гледиште на парламентарната демократија во Македонија. Во тимот влегуваат само носители на власта, но не и опозицијата, а се представуваш како председател на сите граѓани. Опозицијата ја исклучуваш од тимот како да не постои. Ова е еден дел, како што кажавме, од писмото на Шкарик и бидејќи е прилично долго, толку можеме да прочитаме. Продолжуваме со колумна на новинарот Бранко Геровски, кој вели дека СДСМ треба по изборите да заземе нов став, треба да излезе да каже дека изборите во Македонија не се регуларни, дека не се добиваат на регуларен начин и дека треба да го напушти собранието целосно, да не учествува воопшто во него во следните 4 години. Логиката на Геровски е дека потоа ВМРО ДПМН ќе имаат апсолутна власт и ќе бидат апсолутно одговорни за се што се случува во земјата. Па еве насловот е или победа или сите вонка. И еве деле ќе видиме дел од размислувањето на Геровски. Изборите во таков амбиент не може да бидат ни слободни, ни фер, ни демократски. Ако нешто крупно не се промени во овие 2 недели, а да бидам искрен, јас не гледам како тоа може да се случи. СДСМ мора безусловно да одбие да учествува во вториот изборен круг, да ги признае резултатите од изборите. Во таков случај, СДСМ мора да ги врати освоените пратенички мандати и да објави напуштање на институциите на системот. Во единствено интервју што го направив со Зоран Заев за Слободен печат, тој ми вети дека СДСМ нема да дозволи кражба на изборите. Го одржам за збор. СДСМ на 27 април не смее да легитимира пораз, во спротивно, токму СДСМ ќе ја поништи волјата и надежта на 326.000 избирачи кои собраа храброст во првиот изборен круг. Тоа е размислувањето на Геровски и емисијата ќе ја завршиме со колумна на Дејан Николовски од Нетпрес,
кој вели их бре мајката народов пак сгреши, мислам дека е јасно на што мисли на токму на овие повици на опозицијата. И еве дел од поентата на Николовски. Навистина се чудам, им се чудам и не можам да им се изначудам. Однесување како на тотално неупатени во политика, класични дилетанти, 122.000 гласови разлика ќе ги надокнаделе, ама ајде, добро, нивно е да пробаат, па нека пробаат. Само да не искочи на крајот од вториот круг и на крајот од парламентарните разликата, наместо да ја стопат, да им се виде превисока, преголема, да се најдат во бунар. Добро, нека ги проверат резултатите од сите изборни циклуси од 2006-та. Па се досега нека анализираат малку оние што се околу нив и нека им објаснат потоа. Го слушнав Пендаровски онака попарен. Вчера вечер, ама малку порасположен од Тушева, таа беше мрак. Стево со половина уста рече дека исходот по првиот круг не бил резултат на политичка опција која го поддржува Иванов. Мој Стево, зарем на вистина, стана толку површен, а на што е резултат? Тоа е колумната на Дејан Николовски. Народот пак сгреши. Почитувани, ова беше последна содржина во оваа емисија на Трета порта. Емисијата следете ја секоја среда во 19 часот и 15 минути. Не заборавајте, Трета порта не ви кажува како да размислувате, туку ви ја презентира големата слика. Останете со програмата на 24 вести.